заедно разведуваме втората точка. Да. В област на втората точка би сакал кратко само да поставам неколку прашања или констатации, кои како ги свати, во однос на лицемеријата на кој што водачкото мнозинство се однесува спрема нешто што е најчувствително, а тоа е образовниот процес и владите. Во оваа точка, во однос на основното образование, Општината дава дотација за средства за одржување на хигиена, потенцирам на основното образование, од 932 евра, а за дезинфекција и дератизација 752 евра. Сакам да ве подсетам дека според информациите кои што ги имавме на претходна седница, во која што разговаравме за состојбата во образованието, вкупниот долг, за кој што повторно ги потенцирам, имаме информација само за основното образование е над 2 милиони евра. Замислете во една состојба во која што 2/3 од основните училишта се со блокирана жиросметка, во кој што ние дискутиравме случајната состојба во кој што се наоѓа хигиената во самите училишта. Општината одвојува 930 евра за санирање на овој проблем. 750 евра за дезинфекција и дератизација. Ако ова не е лицемерно однесување на водачкото мнозинство, тогаш не знам како да го дефинираме. Ставка N20, средно образование. За средното образование за средства за одржување на хигиена со дотација се одвојуваат 1600 евра, а за дезинфекција, дезинсекција и дератизација исто толку 1600 евра. Тоа е односот кој што преку бројки, а не преку пароли, е изразен од страна на ДПМН, владеачко мнозинство преку 10 години во општина Битола и менаџментот кој што води општината. Затоа, кој ќе ги разгледуваме кварталните извештаи, кој ќе правиме ребаланс на буџетот, кој ќе правиме буџет, ќе ве замолам доста внимателно да ги слушате луѓето кои што од оваа страна сакаат нешто да коригираат во однос на вашата работа. Ова е крајно лицемерно гласување, повторам уште еднаш, за да се доделат 930 евра за сите основни училишта за одржување на хигиена. Помислам, самото тоа покажува колку е вашиот интерес за овој чувствителен сегмент.